46 милиони евра брзи кредити се поделени во првите 3 месеци од годинава, што е за 58% повеќе од лани и 170% за 2 години, анализира специализираниот портал Индекс 7. Во денари, во последните 3 години пласманот на овие кредити бил следниот: 2017 1,3, 2018 2,4 и 2019 3,2 милиарди денари, или околу 53 милиони евра. Популарноста на брзите кредити ја потврдува и анонимен вработен во едно од финансиските куќи кои се занимаваат со овој бизнис. Поборувачката е во нагорна линија, речиси секојдневно. Брзи пари бараат и вработени и невработени, но просто е неверојатно со колкава леснотија луѓето се решаваат за овие кредити од една, но и за колкави мали суми од друга страна. Например, се бараат кредити од 2 или 3.000 денари. Интересно е и тоа што најчесто муштерии се и граѓани со стабилни и релативно високи плати. Дека бизнисот со брзите кредити е во фаза на цветање, потврдува и фактот што од само 3 на почетокот, сега во овој бизнис има дури 24 вакви друштва. Најголемата сума на пари пуштени во оптег од едно друштво се 4,3, а најмалиот 100.000 евра. Колку е паметно или колку човек треба да е во неволја за да се бараат пари со 18% месечна камата, па макар тоа да биле и помали суми. Еден начин на решавање е граѓаните да си ги демизионираат своите расходи согласно на приходите што ги остваруваат. Другиот начин е многу лош, тоа е така наречен личен банкрот, односно да и тие граѓани да ги доживеат судбината на правните лица кои што преку формите на стечаи го губат својот идентитет и субјективитет. Не е добро тоа, меѓутоа мораме да сватиме крајно дека не можеме да трошиме повеќе од што имаме, односно од колку што заработуваме. Баснословноста на каматите и другите скриени трошоци државата ја принуди да интервенира и да ги спасува граѓаните од овие легални лихвари, но ефектот е оној од почетокот на овој прилог. Наместо да спласнува, овој бизнис се шири и напредува. Резултатот е уште поголема сиромаштија, работа за извршителите и банкротирани семејства. Но клучното прашање е дали државата вистински сака да ги заштити граѓаните од лихварите кои на нивните маси секојдневно распнуваат по некоја човечка кожа. Одговорот е јасен и потврден, зашто со само еден поглед во Централниот регистер ќе се види кој ги управува овие друштва, од бивши и сегашни политичари, па се до луѓе влијателни во високата политика.